чамци како се донации кои што вие ги купивте за езерскава полиција? Значи имаме практично три типа на чамци. Двата се глисери кои што се некаде околу 200 конски сили. Два помали имаме со 160 конски сили и еден гумен патролен чамец. Брзината мислам дека е 60, околу 60 сега по тоа што не брифира. Ако видите дека прв пат набавуваме вакви глисери кои што се со кабини, кои што возможуваат да се патролира ноќно време без при тоа или во било какви временски услови, тоа после 20 години, тоа значи дека врвен наш приоритет е да овозможиме пред се безбедност на Охридското езеро. Ова е сериозна придобивка и за државата, меѓутоа и за градот Охрид. Ние разговаравме овде пред неполна година со раководството на оваа полициска станица да видиме што се потребите најмногу. Тогаш се посочија два проблеми. Едно е кадровскиот потенцијал, пополнувањето на полициската станица со полицајци, и второ е обезбедување на материјално-технички средства, меѓу кои и вакви чамци кои што се не и такако потребни за патрулирање, за заштита на државната граница. Еве денеска јас сум горд, задоволен на мојот тим, на сите заедно што работиме, затоа што ги обезбедивме овие патролни чамци, и второ заради тоа што веќе во март месец ќе дојдат полициските службеници кои што прв пат сега завршуваат обука, ама се предвидени за регионалниот центар Запад, така да и во тој дел ќе се зголеми овој капацитет. И секако наредниот чекор 2021 година ќе биде година во која што ќе извршиме набавка на софистицирана опрема, сериозна опрема, која што ќе врши целосно техничко покривање на овој дел од границите, со посебна командна соба и така натаму. Тоа ќе биде нешто што ќе допринесе на вистина безбедноста да биде на високо.